Како последица од големото невреме кое што го зафати Велес, веќе добро е познато на јавноста дека се сруши дел од куќата на Тапанарови во дворот на соседите. Заради безбедноста на граѓаните, надлежните институции донесоа одлука за нејзино уривање. Меѓутоа, оваа постапка трае подолг временски период и опасноста за згрозувањето на животот на граѓаните се уште е присутна. Градоначалникот на општина Велес, Аце Коцевски, го изрази своето длабоко разочарување поради тоа што овој процес трае предолго. Прво би сакал да кажам дека и јас сум разочаран што многу бавно траат постапките и за сето тоа време постои опасност доколку падне некој дел од куќата да повреди некого и покрај тоа што ги имаме превземено сите потребни мерки за заштита. За жал законските постапки се такви. Собственици на овој имот се 3 сестри, меѓутоа како што изјави градоначалникот и покрај проблемите како да го пронајдат семејството, тој остварил средба со една од сестрите и нејзината ќерка. Тие имале реакции велејќи дека државата требало нешто да превземе со цел спасување на објектот. Му нема спас едноставно, може само по скиците како што изгледало да се обнови повторно, инаку во ваква ситуација е потполно небезбеден, ниту може да се користи за било каква намена. Меѓутоа, веќе може да се намириса крајот на постапката за почнувањето на рушењето на овој објект. Вчера на 30 септември истече рокот од 30 дена што општина Велес им го даде на собствениците за да превземат соодветни мерки. Поради неповратниот одговор, доставено е решение со кое наследниците се задолжуваат, односно Јелисавета Еленска и Зорица Тапанарова во рок од 15 дена да го отстранат објектот, односно куќата која што представува опасност за минувачите на улица Климент Охридски на свој трошок со ангажирање на собствени ресурси. Според закон, доколку тие не го направат тоа во рок од 15 дена, по истекот на 15-тиот ден, по закон, ние сме должни да ја ангажираме фирмата која ни е избрана на тендер за рушење на вакви објекти и фактурата за активностите на фирмата да ги доставиме на собствениците на објектот. Ние им објаснивме дека е поевтино, поедноставно сами да си организираат рушење на објектот, затоа што фирмите кои се избрани на тендер, бидејќи се работи за сложени работи, каде што е загрозена безбедноста на работниците, обично наплатуваат повисока сума од кога тие сами тоа би си го организирале. Конечно, куќата на Тапанарови ќе биде срушена. Само останува да видиме во наредните 15 дена дали тоа ќе го направат собствениците или пак општина Велес.